Јас, за разлика од останатите колеги, бидејќи не сум инженер, а закон за градење, нема да навлегувам во материјална расправа по законсково решение, затоа што и нема потреба. Ние се наоѓаме на Комисија за европски прашања, а Комисијата за европски прашања, да ве вратам малку во реалноста, Комисијата за европски прашања разгледува европски закони, односно не закони, усогласување на македонското законодавство со европската легислатива. И сега видите, договорот се уште го немаме видено, ниту вие, ниту ние, никој. Јас искрено се надевав дека една колешка што зборуваше тука за Милејана Киевски ќе биде тука за да ми реплицира, па нели да си реплицираме, да си кажеме дека следниот Милејана Киевски е овој кој што се потпишал тука на ова законско решение. Не знам кој се, па ја ви кажав и минатиот пат, ја не знам кој се потпишал на ова законско решение, следниот Милејана Киевски е тој. Сега да одиме поред. Во законот, кој што е пратен во Комисијата за европски прашања, владата се повикува, внимавајте, врз основа на член 91 алинеја 2 од Уставот. Го бараме член 91, алинеја 2 вели предлага закони, републички буџет и други прописи што ги донесува собранието. Сега тука каде е иронијата? Заборавила владата, или намерно, или свесно мислам, кога го предложила ова законско решение на членот 8, кај што се темелните вредности на уставниот поредок во Република Македонија, владење на правото. Ама се повикува на член 91 дека нели владата неспорно носи до собранието предлози, решенија, буџет и така натаму, ама ги носи собранието. Сега во тој спорен, фамозен договор, таа истата влада превземала обврски без да го праша собранието да носи закони кои што го дерогираат правниот систем во Република Македонија, и тоа, господине представник на владата, се вика невладење на правото, затоа што не е кореспонденција на македонското со европското законодавство, туку е флагрантно кршење на Уставот и деловникот на собранието. Зошто? Со факти. Одиме. Член 135 на деловникот. Владата ова морало да го знае. Не знам зашто ги плаќате тие советници. Валја не само за пиар. Во членот 135 од деловникот сега на собранието вели: кога предлогот на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската унија со полн назив, број и датум. Вие такво нешто немате, туку велите овој закон произлегува од националната програма за усвојување на правото на Европската унија. Датум нема, број нема. Што ќе рече, ниту е регулатива, ниту е директива на Европската унија. Одиме понатаму. Став 5 од истиот овој член. Со предлогот на закон се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската унија со кој е извршено усогласувањето. Евеа изјавата, евеа. ИПП број нема, усогласување нема, рокови нема, кореспондентна табела прилог нема, превод нема, се е празно и на крајот имаме само раководно лице функционер со
Подпис нема име и презиме, подпис и печат. Јас уште еднаш ќе ви прочитам што вели деловникот. Со предлог на закон се поднесува и изјава празна за усогласеност, подпис на надлежниот министер, јасно наведување, вели, јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласување. Правен акт. Вие сте правник, знаете. Правен акт на Европската Унија е регулатива, директива, ништо повеќе. Ништо помалку, ништо повеќе. Одиме понатаму. Став 6 од деловникот. Образложението содржи објаснување на содржината на одредбите од предлогот на законот, меѓусебната поврзаност на решенијата содржани во нив и последиците што ќе произлезат од предложените решенија. Кои се последиците од предложеново законско решение? Ја кажува стручната фела надвор од собранието, затоа што ваквата постапка не им даде можност на стручната фела, градежници, урбанисти, од архитектонски, не знам, од сите факултети, да дојдат во оваа сала и да кажат собствено мислење, па затоа го кажуваат надвор, а не тука. Последиците се катастрофални. Со пакетот на закони се катастрофални. Одиме понатаму. Став 7 вели, ако предлогот на закон содржи одредби кои имаат повратно дејство, значи, повратно дејство значи финанси, пари, ребаланс на буџет немаме, во буџетот ова не е предвидено, предлагачот е должен посебно да ги образложи причините за нивното предлагање. Значи, вие како предлагач, особено сте должни да ни објасните причините за нивното предлагање. Не да ми кажете дека заради брза постапка е коридорите стратешко. Не таа флоскула. Туку и дека Бочварски бил во Црна Гора, да не знам дали се вратил, и ако се вратил, зашто тој не е тука? Многу прашање легитимно. Кои се последиците? Катастрофални по буџетот на Република Македонија, катастрофални по работниците и велат градежниците катастрофални за фелат. Не знам, тоа го кажуваат по дебатни емисии. Не ми одговоривте минатиот пат на прашањето. Зошто не се зема кредит и зошто 2 милиарди евра од буџетот на Република Македонија ќе се дадат за овој проект? Зошто не се изврши јавна набавка, односно овај тендер? Може би истата фирма и пак ќе добиеше. Тоа е спорното во моментот. Тоа е најспорното, е тоа зошто немало јавна набавка, односно нели, како што велиме, либерализација, како што прави цела Европска Унија. Цела Европска Унија. И последното, став 8 од деловникот. Подносителот на предлогот на закон со кој се вршат изменувања и дополнувања на законот, кон предлогот на законот доставува и текст на одредбите на постојниот закон што се менуваат, односно дополнуваат. Да резимирам. Ова што денес се дебатира, ние како пратеници, нема тука архитекти, нема градежници, не може да го дебатираме и не би требало, затоа што ова е Комисија за европски прашања. Вие немате усогласеност со ниту една европска регулатива и директива, освен флоскулата дека се не знам некакви си паневропски прашања, ова и коридори, и дека е национален и стратешки интерес, не знам приоритетите кои ги прави. Тоа исто така сте должни да ја објасните на македонската јавност. И кога веќе зборуваме за одговорност, ја верувајте дека одговорности ќе има, особено заради финансиското робство во кое што ќе ја донесете државата со овој проект. 2 милиарди евра. 5 милиарди е целиот буџет на Република Македонија. 1,5 милиарда сме задолжени, пат не видовме за овие 6 години. Не видовме пат. Уште 2 милиарди, прашањето е, а и одговорот сам по себе си доаѓа,
Она што прашав зошто не преку кредит ниедна сериозна банка нема да ви даде и затоа посегнавте како да е ваше, како да не е на сите граѓани. Благодарам. Како да е, нема проблем, ќе ги задолжиме и нашите внуци и правнуци, а искрено се сомневам дека овој коридор ќе биде во целост реализиран. Благодарам. Благодарам.